Благој Ѓорев и Витаминка ќе го враќаат сончогледот на нивите во регионот. Двата најголеми производители на масло за јадење во државата се со намера да го поттикнат домашното производство на сончоглед, односно основната сировина, наместо од извоз да ја обезбедуваат од домашно производство. Домашна сировина за жал немаме. Во овие 6 месеци сировината ни е поголемата количина ни е од Бугарија, многу мали количини купивме сировина од Србија. Се надеваме дека и еве како што кажав и претходно дека ќе најдеме заеднички јазик со владата на Република Македонија да се зголемат субвенциите на сончогледот и со Благој Ѓорев заедно да вршиме откуп на сончоглед, рафинација на сирово масло и да ние го купуваме сиот вишок на производство од Благој Ѓорев. И ние тоа гарантираме и стоиме за таа одлука наша. На производителите на зејтин им предстои многу работа зашто земјоделците од регионот се помалку се одлучуваат за одгледување на сончоглед. Нема сметка, ефтин. Значи профитабилноста работа? Да. Не се исплати, а? Не се исплаќа да го садиш. Тоа едно време беше, сега помина тоа време беше. 18 динара кило сончоглед сега, а откупуват го да речеме 15-20 дена. Така да нема туито сметка, ја сапнемат. За ова да се смени, освен производителите на зејтин, нешто мора да превземе и ресорното министерство. Мерката по хектар основната е 6000 денари, за земјоделски стопанства кои одгледуваат од 5 до 50 хектари земја е 8400 денари со сертифициран семенски материјал. Поради ниската откупна цена на сончогледот, можеби и тоа е основната причина што незаинтересираноста на земјоделците за оваа култура да ја сеат е многу мала. Во меѓувреме, за само 4 години, количините на произведен сончоглед во регионот се намалени за неверојатни 75% или за 140 тони. Лани ова култура се одгледувала само во Штип, Пробишти, Берово и Карбинци на вкупна површина од 100 хектари, од кои се добиени одва и 48 тони сончоглед. Во 2014 година сончогледот бил присутен во Штип, Пробишти и Карбинци на површина од 136 хектари со остварено производство од 188 тони.